Синоќа околу 20 часот изгаснате големиот пожар кој вчера беснееше во атарите на пробиштипските села Неокази, Бучишти и Ратавица. Во текот на денешниот ден екипи на територијалната противпожарна единица од Пробиштип вршат контроли и го догоснуваат она што од вчера е останато. Предизвикана е голема материјална штета. Опожарени се земјоделски површини, житни култури, овоштарници и лозја. Во село Бучишти изгоре куќа, дел од инфраструктура, бандери, огради, струјни водови, како и пчеларници. Изгаснати и пожарот предизвикан од електричен спој, кој вчера попладне го зафати ридот на Дисарското мало во Штип. За среќа нема повредени, а брзата интервенција на пожарникарите спречи огно да се прошири на ближните куќи. На пожарот на Штипскиот Тисар, поради исклучително тешко пристапниот терен, кој што штипјани го знаат многу добро, ние сега се наоѓаме низ Сарот, беше употребен ер трактор со еден налет, кој што помогна на пожарникарите пожарот да биде изгаснат. Трите ер трактори дејствуваа на пожарот во Пробиштип, кој што зафати голема површина и се прошири на територијата на општината Чешиново и Облешево. Во гаснењето на пожарите се вклучија и членови на доброволните противпожарни друштва. Ангелов објасни дека нивниот ангажман се подмирува по 100 до 120 евра дневно, во зависност од статусот и висината на платата каде што е вработен. Секој еден доброволец кој што вчера излегол на терен ќе ја добие оваа сума преку Дирекцијата за заштита и спасување, бидејќи се дел од нашите тимови, и сметаме дека тој еден праведен надомес за она што тие го направиле тој ден. Дел од нив се вработени, дел од нив имат собствен бизнис, тој ден тие отсуствуваат од работното место и ние како влада и вршиме надомест на, да кажем условно, таа штета која што би ја трпат што не се појават на работното место. Ангелов додаде дека доколку дневно се ангажираат 100 доброволци, државата би ја чинела околу 10.000 евра, што не е голема сума. Ако се земе в предвид дека еден час гаснење со хеликоптер чини околу 7.000 евра. За Сител, Трајан Ристовски.